Përshëndetje të nderuar shikuesi, ako po ritakojmë dhe po e fillojmë javën së bashku me gjurmët. Në fakt do të trajtojmë një temë e cila javën e kaluar ka qenë shumë temë nxehtë dhe do vazhdon të përflitet në fakt sepse integrimi në Unionin Evropian po flitet tashmë vite me radhë për faza të ndryshme, për kushte të ndryshme, për mbushje të ndryshme të kërkesave si nga shtetet anëtare të Unionit Evropian, po edhe nga vetë Unioni si një prej bashkësive më të mëdha të shteteve në kontinentin e Evropës patjetër, por gjithsesi samiti i cili u mbajt në Tivat të Malit të Zi la një shenjë dhe la çështje të hapura për të diskutuar sa i përket sidomos brenda këtu Maqedonisë së Veriut, partitë opozitare të pushtetit gjetën mundësi për të diskutuar mbi momente të ndryshme apo më saktësisht për të thënë që secila jepte këndvështrimet e tyre sa i përket momentit të integrimit të Maqedonisë së Veriut në Unionin Evropian. Në fakt u përfol edhe për një integrim gradual, një propozim të dhënë nga Franca dhe Gjermania, një dokument i cili në fakt u diskutua si nga një pala opozitare si diçka e mundshme dhe ndoshta treni i fundit, por nga ana tjetër pjesa tjetër thonë që ky integrim mund të jetë apo integrimi gradual mund të jetë një dhomë pritjeje, kështu që ne do ta shohim pikërisht këtë. Çfarë në fakt nënkuptoi ky samit për Maqedoninë e Veriut dhe cilat janë ato momentet e rëndësishme që duhet t'i diskutojmë dhe ku e shohim ne veten në të ardhmen. Me mua së bashku në studio është Dimitar Nikolovski, drejtor ekzekutiv i Eurothink këtu në Shkup. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добар ден, благодарам што ме поканивте. Јас моето интро кажав дека ќе зборуваме за самитот нормално и ќе видиме што би требало да извлечеме од овој самит, каде Северна Македонија треба да се најде сега во моментот, но би сакала да почнам со тоа која е разликата меѓу овој самит и другите самити кои што се одржала порано и зашто овој например би бил малку поважен за Северна Македонија од другите. Па вака, важен е затоа што дојде во момент кога проширувањето повторно се враќа високо на агендата. Значи и претходно имаше големи ветувања, да кажам, за проширување, меѓутоа гледавме некоја декларативна поддршка за Западниот Балкан, но процесот беше доста бавен, технички, бюрократски, политички блокиран. Меѓутоа сега гледаме дека е волјата многу поголема за проширување отколку што беше, особено во услови на војната во Украина, засилено руско и кинеско влијание, политичка нестабилност, надпревар во геополитиката и исто така разнишаното партнерство со Соединетите Американски држави. Значи не се зборува само за европска перспектива, туку за конкретни механизми како постепена интеграција, пристап до делови од единствениот пазар и така натаму. Тука секако би издвоил Црна Гора како најперспективната и држава во регионот, каде што би рекол дека доста големи гаранции беа дадени дека таа би влегла во Европската унија во 2028 година и добриот напредок на Албанија исто така на овој пат. Спомнавте постепена интеграција, мислам дека фокусот беше и кај нас тука и медиумите и политичките партии многу се фокусира на овој постепен документ кој што Германија и Франција го предложија. Што тоа значи за нашите граѓани, за тие што не се бават секој ден со европски политики или пак не се научници на тој дел, што овој документ значи за Северна Македонија? Па ова е идеја која подолго време се дискутира во Европската унија во различни форми. Би рекол дека сега е прв пат каде што и се дава една силна политичка волја на таа идеја. Идејата е да се промени пристапот кон проширувањето и кон преговорите помеѓу земјите кои се кандидати за членство и Европската унија. Значи, ако досега имавме еден систем каде што една држава која не е членка на Европската унија сака да влезе, значи изразува волја, спроведува реформи, отвора поглавја, кластери, преговара со Европската унија, ги спроведува повторно сите реформи, ги завршува реформите, на крајот сите држави земји членки на Европската унија одлучуваат дали таа држава треба да се прими и дури после тоа доаѓаат придобивките од членството. Меѓутоа сега овој нов пристап би значил дека како што се спроведуваат реформите во кандидатките земји,
така ќе добиват и дел од придобивките. И сега кои се тие придобивки? Тоа се пристап до делови од единствениот пазар. Тоа значи дека се тоа големи придобивки за нашиот бизнис сектор. Помалку бариери, поголем пристап до фондови за развој. Општо, значи поголем пристап до фондови, дали се тоа фондови и програми, социјални, културни, образовни програми, значи многу поголема интеграција во Европската Унија, исто така и учествување на тие големи средби каде што се одлучува за самите политики на Европската Унија без право на глас секако. Така да значи тие придобивки, тие бенефити кои општеството би требало да ги добие од членството во Европската Унија, да можеме да пристапиме порано пред да завршиме со преговорите. Со разлика од тој традиционалниот пат кој што бил до овие последни години, дали ова значи подобар пат до интеграција, до полна интеграција, или пак нешто како добиваме малце дел, но не доволно за да стигнеме до таму? Дали ќе бидеме ние доволно мотивирани за да стигнеме до крај на интеграција? Многу зависи од политичкиот процес, од политичката волја натре во земјите кандидатки, но и во самата Европска Унија. Ова постои некоја опасност да ние да завршиме во една чекалница и да стигнеме до една точка од каја што понатаму нема да можеме да продолжиме. Значи тоа секогаш постои таа опасност, меѓутоа ако навистина се има политичка волја и се испорачуваат реформи, не би значило тоа крај, туку би значило дека сепак самиот процес на интеграција би бил полесен. Значи ова го прави процесот на интеграција полесен, меѓутоа може да хипотетички да кажеме дека е одредена власт во одредена држава може да биде среќна со степенот на интеграција за време на преговорите, да не мора некои реформи да ги спроведува кои не би сакала да ги спроведе, на пример, и би застанала таму. Тоа значи зависи секако од нивната волја. Од друга страна, секогаш интересот на одредени земји членки на Европската Унија знае да варира во однос на проширувањето. Така да ние не можеме да знаеме дали овој моментум кој е сега, каде што постои еден висок ентузијазам, особено за пристапот на Црна Гора, не знаеме дали тој ентузијазам ќе се одржи во следните неколку години. Ако се сетиме, например, дека треба да има избори во Франција, каде што е многу веројатно евроскептични партии да победат. Не знаеме тие како ќе се однесуваат во врска со тоа. Затоа јас сметам дека треба да се убрза со преговорите, меѓутоа еве гледаме дека сме во една ситуација каде што сме заглавени во едно место. Да, а ние пред неколку време бевме заедно на интервју, зборевме на друг дел на евроинтеграција и спомнавме дека поради војните кои што се одвиваат, интеграцијата на нашата земја како е не во прв ред во распоредот, но сега гледаме дека топката е во друго место. Бара се побрзо ние да ги вршиме овие реформи за да влеземе во Европска Унија. Која беше ова голема промена? Дали би било добро целиот Балкан да биде вклучен во Европска Унија, па политички и геополитички да биде малку посмирено земјата? Значи се зборуваше многу за Молдавија и за Украина на овој самит. Меѓутоа, мислам дека постои еден страв, доколку се стави акцентот и доколку овие две држави напредуваат многу повеќе од земјите од Западниот Балкан, дека може да се наруши кредибилитетот. Да не заборавиме дека Украина има еден окупиран дел од Русија, Молдавија исто така има проблем со границата со Русија и со руското влијание. Украина е во војна, така да би било неприкладно да се зборува дека тие можат да испорачаат повеќе реформи од држави кои веќе со години и со децении всушност работат блиску со Европската Унија и спроведуваат реформи. Така да мислам дека ова е еден вид на враќање на кредибилитетот на самиот процес на проширување.
Ние ќе одиме со малце реклами, па ќе се вратиме да продолжиме со овој разговор, шкаме пак публицитет, да рикнеме се речна студио. И ако порикнеме се речна студио, да довием то фласим би ругане Македонија вериот на интегрими на Унион Европијан, на факт не промендан пак че мали зидер Шqipëria duken se po hapërojnë shumë shpejt dhe me një mundësi mjaft të madhe për tu antarësuar në shumë pak kohë, por shohim se ku është në fakt Maqedonia veriut në këtë rrugë. Северна Македонија, вие спомнавте дека Црна Гора и Албанија веќе се многу понапред од нас, но ние сме почнале со некои реформи, да поизјасниме на сите граѓани што се бара од нас, кои се тие реформи кои што ние сме ги исполнеле, а што останува за да се направи се уште? Па тука има два поврзани но паралелни процеси. Значи едниот е процесот на пристапување и на преговори со Европската унија, а другиот е процесот на реформска агенда и планот за раст за Западен Балкан. Значи тоа е една посебна програма за Западниот Балкан каде што Европската унија инјектира повеќе финансиски средства за реформите. И тие значи почнаа минатата година, имаме ние еден план за во врска со јавната администрација, борба против корупција, бизнис климата, тоест економски прашања, и ние имаме исполнето одреден дел на тие реформи. Во мај имаше една евалуација во врска со реформската агенда, каде што добивме, ако не се лажам, околу 65 милиони евра од 750 колку што се планирани за целата програма. Меѓутоа, таа завршува од 2027 година и тоа се очекува дека тие реформи ќе бидат сите спроведени и имплементирани до тогаш. Но тоа не значи и не е никаква замена за процесот на проширување. За процесот на пристапување и на проширување на Европската унија, ние мораме прво да почнеме да преговараме и да отвораме поглавја и кластери кои се нели дел од тие преговори со Европската унија. Ние имаме моментално спроведена една меѓувладина седница, меѓувладина конференција. Меѓутоа знаеме дека мораме да го промениме уставот, да ја вклучиме бугарската заедница и другите заедници во уставот и дури потоа да имаме втора меѓувладина конференција. После тоа би можеле да почнеме вистински да преговараме во однос на поглавјата од правото на ЕУ. Така да помага планот за раст и реформската агенда и завршува еден значителен дел од работата која подоцна ќе треба да се испорача формално во однос на поглавја, меѓутоа тоа не го заменува и не смееме да застанеме тука. Што се однесува до новите планови кои изгледаат се поизвестно таа постепена интеграција, се уште не е јасно на кој степен државата треба да биде во тој процес на евроинтеграција за да може постепено да учествува во програмите и во работата на Европската унија. Така да ова не е една стратегија за заобиколување на таа обврска која имаме. Ние сепак ќе мораме да се исполниме таа обврска доколку сакаме да влеземе во таа постепена интеграција поради тоа што е тоа поврзано со исполнување на реформи. Меѓутоа тоа се уште не е искристализирано дали така ќе биде, дали ќе можеме на пример ние само со една меѓувладина конференција отворена, а без формално почнати преговори да учествуваме на пример во некои делови од слободниот пазар. Можно е до тоа да дојде, можно е значи да имаме и предобивки, меѓутоа тоа останува да биде одлучено од страна на Европската унија во наредниот период. Ке застанам на неколку дела од вашиот одговор, првично со овие реформите. Спомнавте дека тоа би требало да се заврши до 2027, тоа значи за една година и пол би требало све да ни имаме завршено. Дали тоа е реално возможно со ова темпо кое што ние одиме моментално? Јас искрено се сомневам. Меѓутоа морам да кажам дека и во однос на другите држави дека добро котираме, значи во државите од регионот. Меѓутоа гледаме дека немаме целосна исполнетост. Не се сеќавам точно на бројките искрено колку од овие реформи беа исполнети и не се исполнети, меѓутоа дефинитивно е нецелосно.
според тоа што е предвидено, според планот кој е преговаран и договорен помеѓу нашата влада и Европската унија. Значи ние не целосно ги исполнуваме тие обврски кои самите сме си ги дале на себе си. Поради тоа ќе мора да се доведат, значи да се дадат едни многу надчовечки напори, би рекол, во следните година и пол, за да може да стигне до целосно исполнување на таа агенда, а може би ќе има и некое пролонгирање на самите рокови. Тоа воопшто не би го исклучил како веројатност. Што би се случувало ако немаме пролонгирање, ако не ни кажуваат добро до 2027 не стигнавте, можете уште малце време да добиете, но кои се последиците ако ние не стигаме да завршиме све до тој датум? Па едноставно тоа значи неискористување на паричните средства кои ни се на располагање. Значи навистина е поврзано испорака на реформи, исплати на средства, значи доколку нема реформи нема да бидат исплатени средствата и повторно ќе останеме на тоа дека треба да продолжиме по патот на пристапување, по оној традиционален пат на пристапување кој го имавме. Тоа не спречува нас да спроведуваме реформи, меѓутоа е многу полесно кога имате финансиски средства од страна за токму за тие реформи да ги спроведувате. Доколку ги немате тие средства, тогаш треба да се биде многу порационален со својот буџет, кој знаеме не е премногу голем за овие нешта. Кога сме кај патот кон Европска унија, не само реформите, пошто како што објаснивте, реформите само еден дел се од оваа долга патека и тешка патека. Уставот на Северна Македонија се дискутира веќе неколку години, тоа што некои партии се за да се отвори уставот, да се направат промени и да се продолжи патот. Владата моментално не е за тој пристап. Колку е клучен овој пристап на овој пат? Дали навистина може ние да продолжиме да напредуваме кон Европска унија без да го направиме оваа голема промена? Па тоа е значи формален услов кој ние сме го прифатиле самите и не гледам начин на кој би можело да се заобиколи тоа. Значи имаше владата неколку, да кажам, предлози, креативни решенија, одложено дејство беше еден од нив. Меѓутоа не наидовме на никаква согласност од страна на Европската унија или пак од Бугарија за такво нешто. Се бараат некакви гаранции, мислам дека тие гаранции дека нема да постојат вета во иднина кои се однесуваат на билатерални прашања или се однесуваат на историја и култура. Мислам дека е невозможно да се добијат такви гаранции ниту од Европската унија, ниту од соседите. Поради тоа што и било која друга држава може да ни стави вето по било која причина што се однесува до испораката на реформите и на општо политичките прилики во државата. Така да сме влезени во една, би рекол, дури и абсурдна ситуација каде што ние поставуваме услови на Европската унија за ние да можеме да влеземе. Не верувам дека тоа ќе се случи. Особено не верувам дека некои посебни отстапки од страна на Бугарија ќе доведат, меѓутоа мора да се продолжи да се разговара и со ЕУ и со Бугарија на таа тема и треба да се интензивираат односите, особено со Бугарија. Јас мислам дека клучот лежи кај нас и во тоа што ние можеме да го направиме за себе си, а тоа е да внесеме ние некакви гаранции самите во уставот, кои би едноставно спречиле понатаму да мораме да прифаќаме некои нерационални барања потенцијални кои би дошле според оваа рамка, за кои не сум убеден дека ќе дојдат, меѓутоа постои веројатност. Значи некакви гаранции кои што ние самите ќе можеме да се заштитиме, затоа што мислам дека нема да дојдат од надвор. Дали као држава би имала големи последици ако се направат овие измени во уставот? Јас сметам дека нема да дојде до некои поголеми последици. Тоа ќе биде само прифаќање на неколку етнички заедници во уставот и тие би добиле некои загарантирани права кои досега ги немале како етнички заедници.
има големи стравови дека тоа можеби ќе влијае на образовниот систем, на вработување во јавната администрација и така натаму, но мислам дека бројчано се тие многу мали за да можат да навистина да имаат некаков сериозен импакт на општеството. Сега и постои тука една дилема каде што се разговара различно. Ние зборуваме за 3500 бугари во Македонија според пописот. Во Бугарија се зборува за според пасошите. И таа бројка е 200 и нешто илјади граѓани на Македонија кои имаат земено бугарски пасоши. И сега кога бугарски представници зборуваат за бугарската заедница, тие се повеќе мислат на таа бројка од 200.000, што е премногу голема и тогаш на вистина, доколку е тоа така, би имало огромен импакт на општо на меѓуетничките односи во самата држава. Меѓутоа, тоа не е политичката реалност во Македонија. Сите знаеме зошто се земаат тие бугарски пасоши и дека бугарски пасош не представува и припадност кон бугарската заедница. Можеби и тоа е една од тие мерки кои би можеле ние во уставот да ги ставиме, дека всушност тие етнички заедници или со некој закон тие етнички заедници се третираат според пописот кој е спроведен во државата, а не според бројот на странски пасоши. Значи, креативни солуции може да се најдат, особено ние во нашите закони, каде што ние имаме потполно влијание на нашите закони, можеме ние сами како што сакаме да ги донесеме. Ова патека веќе е многу долга, од грчкото вето па до денеска се поминат децени и изгледа како патот нема да заврши, како ќе бидете вечно ќе трае овој пат. Дали навистина така и евроскептицизмот и сите овие може да влијаат во таа насока? Да, јас многу се уплашив искрено од една од претходните изјави на премиерот каде што зборуваше дека ако треба и децении ќе чека. Мислам дека ова е треба да се направи некоја мерење на опциите и на последиците од тие избори кои ги правиме. Мислам дека пролонгирањето на процесот е многу поопасен и носи многу по-негативни последици кон државата, отколку менување на уставот под овие услови. Така да, доколку навистина останеме во овој некој лимбо простор, ќе заврши реформската агенда, ќе немаме ние многу повеќе што, освен ако не се измислат некои нови програми на Европската унија, ќе немаме ние многу што да правиме во однос на Европската унија. Ќе се изгуби еден импулс за реформи и граѓаните се подалечно ќе третираат можноста да се влезе. Тоа би значело многу поголемо земање на бугарски пасоши кај македонската етничка заедница. Како што гледаме на Албанија и оди добро, доколку Албанија влезе во Европската унија, јас не сум од тие кои сметаат дека тоа би значило некаква дестабилизација на државата, затоа што постојат такви сценарии, особено се наметнуваат од бугарска страна. Меѓутоа може да значи многу повеќе етнички албанци од Македонија да земаат албански пасоши и со тоа да се иселуваат во Европската унија, македонци да се иселуваат со бугарски пасоши, значи сите да почнат да се иселуваат, доколку навистина не постои некоја алтернатива, некој нов економски, политички модел кој би заменил пристапувањето кон Европската унија. Ако немаме нешто такво и ако остане вакво статус кво како што сме сега, а имаме докажано низ децениите дека нашите политички елити не се способни самите да ги решат тие проблеми, туку им секогаш им треба некоја потурнување, некоја поддршка од надвор, доколку ги немаме тие, едноставно, значи, луѓе ќе се иселуваат, ќе се направи една демографска промена во државата, сериозна, и дека системот нема да може сето тоа да го поднесе, дали е тоа пензискиот, даночниот систем и така натаму без луѓе. Од друга страна, тоа ќе отвори простор за други играчи, за Русија, за Кина, на кој што демократијата и либералните вредности не им се во фокусот. Каде што тоа ние кон кое што се стремиме, значи владење на правото, борба против корупцијата,
човечко достоинство, слобода на медиуми и така натаму. Во тие услови или со такви влијанија, тие вредности ќе исчезнат. Значи, тука е опасност и за самата македонска демократија. Значи, можеме да имаме изгуби од неколку страни ако ние останеме единствена држава или пак од тие малце број држави кои што не се веќе дел од Европска унија. Да, апсолутно. Ние ќе одиме со малце реклами пак ќе се вратиме, шкојме пак публицитет да дорикте емисарично студио. Ако борикте емисарично студио, де важдам да фласим би Македонија верио да руктимине сај дрейт Унионит Европјан. Деки се зборува за многу години за ова тема и различни власти доаѓаат на власт со различни оценување на ситуацијата. Од СДСМ имавме како опција пружена да се направи референдум за граѓаните сами да ја изразат волјата за патиката на Македонија. Дали тоа би било добро нешто да се направи? Па не се согласувам дека би било добро нешто да се направи. Мислам дека тоа во едни услови каде што поларизацијата е голема, референдум самиот по себе си го поларизира општеството и мислам дека може да има тука негативни ефекти, уште повеќе да ја влоши ситуацијата во односите помеѓу граѓаните. Владата е вклучена во една негативна кампања каде што со погрдни зборови се обраќаат кон оние луѓе кои сметаат дека треба да се влезе побрзо во Европската унија и треба да се донесат овие измами, предавници, мекотели и така натаму. Од друга страна, колку што јас следам социјални медиуми и сум работел многу на темата односи со Бугарија, гледам дека никогаш волку не била затегната ситуацијата и говорот на омраза помеѓу Македонија и Бугарија. Значи, зборувам и од двете страни, туку има вклучување и на тајни служби, и на центри на моќ партиски и така натаму, зборувам и за двете страни, значи не само кај нас. Значи, тоа се еден дел од аргументите поради кои сметам дека не е паметно, друго е поради тоа што тоа значи дека може да си ја затвориме вратата за секогаш кон Европската унија доколку биде негативен исходот. Исто така е можно да многу е лесно да се преку бојкот да се поништи тој референдум поради тоа што огромен број на граѓани знаеме живеат во странство и нема да можат да гласаат, така да тоа со бојкотот секогаш ствара една нејасна слика во однос на волјата на народот. Мислам дека искрено и не би ни прошол тој референдум со оглед како што реков, луѓе кои не се тука. Така да, генерално нема да помогне ваков референдум, може да има само некои негативни последици. Дали ви доаѓа интересно дека многу млади сакаат да бегаат од Северна Македонија, да одат да живеат во држави на Европска унија, а од друга страна нивни родители или пак и нивни блиски се дел од граѓаните кои што се евроскептицисти, не сакаат Северна Македонија да влезе во Европска унија. Малце е интересно овој момент. Добро, значи такви контрадикторности постојат секогаш. Мислам дека тоа во никој случај не сме ни уникатни затоа што постои евроскептицизам и во самата Европска унија. Така да тоа се не мислам дека е во сферата на нерационалното размислување, затоа што тие евроскептичните наративи многу често удираат на емоции, а не на рационални аргументи, но кога доаѓа до тоа дали бараме квалитетен живот или бараме поголеми плати, бараме стабилност, заштита од државата, тогаш ги бираме државите од Европската унија. А ако бараме некоја љубов, да кажам, љубов православна, љубов словенска и така натаму, тогаш луѓето имаат некои симпатии кон Русија, меѓутоа се свесни дека таа Русија не представува некоја перспектива каде што може вие да се релоцирате и да изградите еден стабилен живот. Според вас, како ќе не најдат следните години како држава? Би рекол дека многу тешко, јас немам некој, мислам дека треба да се случи
некоја трансформација во однос на граѓанството, дека треба да се донесе една нова трансформацијска сила. За жал, немаме некоја јака опозиција во моментов која што тоа може да го поднесе, која се уште работи на мобилизирачки потенцијал кој го нема и самото општество. Знаеме дека имавме огромна мобилизација кога беше шарената револуција, и тогаш постоеше еден ентузијазам кој јас го видов во Црна Гора пред неколку недели, кога ја посетив државата. Во секоја сфера на општеството го видов тој ентузијазам и таа верба во подобро утре. Мислам дека треба да се врати кај нас оптимизмот, кој еве јас лично го немам, меѓутоа треба да се работи на таа тема. Точно. Ние бевме дел или пак видовме што се случи во Унгарија и дали ние како граѓани имаме таква моќ во нашата држава да направиме такви големи промени? Мислам дека сме докажале дека имаме како граѓани, меѓутоа мислам дека не во овој момент не постои некоја сила, дали е тоа човек, дали е движење, организација, партија, која што знае на јазик пристаплив до граѓаните да инспирира. Мислам дека немаме инспирација, многу сме разочарани од целата ситуација, политичкиот цинизам е на многу високо ниво, и така да тука јас го гледам главниот предизвик зашто во следната година или во следните 2-3 години ние не можеме да произведеме една Унгарија. Ако немаме една Унгарија, нема да имаме ни држава која што е блиску до Европска Унија, како што е Црна Гора и Албанија. Кажавте дека нашето место би било многу лошо ако овие држави влегуваат во Европска Унија, но можеби ќе се биде и полошо ако и Косово влегува, иако е многу побавен процесот за Косово. Па да, и Косово и Босна се држави кои што имаат проблеми со државноста и државното уредување. Знаеме дека Косово не го признаваат неколку држави земји членки. Босна се мачи да се одржи како унитарна држава. Така да не би било добро и ние да бидеме во такво друштво, заради тоа што ќе почнат да не асоцираат и нас како држава со проблем со државноста. Тоа навистина не е добра позиција. Ние сме при крај на нашиот разговор. Што би требало на крај, ако имате нешто да кажете, или пак некоја порака до институциите, до владата и до сите граѓани? Па да, мислам дека особено до владата дека треба многу поинтензивно да соработува со опозицијата на овие прашања и дека треба да работи на деполаризација на општеството, а не да ги подгрева тензиите во однос на предавници и патриоти, туку да се вратиме во демократскиот дискурс каде што се почитува различното мислење. Благодарам многу за времето и за ова интервју и се надевам дека следен пат ќе бидеме многу подобро на реформи и на целиот пат кон Европска Унија. Благодарам и на вас.